една од најмаркантните појави на нашата фолк сцена. И едноставно ја плени публиката со својот извонреден глас, но и со својата природна убавина. Елена Антоновска е долги години на нашата музичка сцена. Таа е професионален музичар кој што студираше етнокореологија на Факултетот за музичка уметност Гоце Делчев во Штип и долги години е вработена во Националниот ансамбл Танец. А она што е најнавокајнија е неодамна објавената видео приказна за албумот Запеало славе и пиле, која беше повод за нашата денешна утринска средба и дружба. Елена, здраво! Добро утро! Многу ми е драго што сум дел од утринската програма на Алфа телевизија. Добро утро секој утро и поздрав до сите што не гледаат. Дали си утрински тип, така да кажам, дали рано стануваш и како ти започнува на тебе утрото? Природно би сакала да не станувам рано, меѓутоа обврските си го налагаат своето. Јас сум мајка на 3 деца и нормално е да денот го стартувам рано наутро. Секако тука почнуваат и работните обврски секојдневни во ансамблот Танец. Би сакала утрото да трае подолго и денот да трае повеќе часови за да можеме да си ги завршиме сите обврски. Дали твој редовен утрински ритуал е пиењето кафе или пиеш чај наутро? Како се расонуваш? Со кафе. Дефинитивно кафето е неизбежен момент од моите утрински ритуали, би кажала. Така и ова утро го започнувам со кафе. И со гледачите на Добро утро секој утро. Елена, деновиве си актуелна, токму поради твојата видеоприказна која што привлече огромен интерес кај јавноста, пред се заради тоа што можеме да уживаме во извонредната интерпретација на тие стари убави македонски песни кои што ти умееш да ги доловиш со многу љубов и со многу посебна емоција, а и видео изразот кој што успеавте да го направите со тимот кој што стои позади оваа видеоприказна е навистина за чиста десетка. Па ајде да ни кажеш кој се всушност учествуваше во реализација на проектот. Овој проект, видеоприказната која што ја насловивме Запеало славе и пиле, според насловот на самиот албум, мојот втор солистички албум Запеало славе и пиле, оваа приказна ги содржи оние 7 песни кои што практично не добија видеозапис. Јас пред да го промовирам ова видео, промовирав 3 видеозаписи за песни кои што ги посветив на македонските доајени. Тоа се песните Сношти појдов мила мамо на Седенка, која посветив на Васка Илиева, Мори ден невено, посветена на Вања Лазарова и Река газит Малој моме, која што ја посветив на Александар Сариевски. Меѓутоа, останатите 7 песни од албумот не беа видео испромовирани, па некако видео приказната ни беше најсоодветен начин да некако целата таа музика во албумот ја доближиме до публиката, бидејќи овој албум, ќе кажам, овие песни имаат некоја лирска нота. Многу долго размислувавме како да изгледа целата оваа видео приказна, нели со кого да ја работиме, секако Moonlight продукција, како и во претходниот видео запис за песната Тапанчука Мила мамо, се покажа како одлични соработници и одличен професионален тим. Решивме овој проект да го работиме со Moonlight. Така би се заблагодарила на тимот, почнувајќи од Маријан Андоновски, кој што е продуцент и сценарист на овој проект, Димитар Сеизов, режисер, Дарко Илек, директор на фотографија и секако светло мајстор Милчо Александров, кој што навистина го надополни целиот ефект, како што можете гледачите да видат светлото и тоа како е многу важен момент, бидејќи целиот проект изобилува со ефекти, светлосни, како и дим, машини и сето тоа привлекува внимание за целата таа приказна, да кажам, да изгледа како една бајка. Тука придонесе и Елена Лука со една модна креација која што навистина несомнено уште во првиот момент кога ја видов, знаев дека таа одлично ќе се вклопи во целата приказна. Благодарност голема до Елена Лука, бидејќи веќе неколку пати соработуваме и навистина станува збор за една исклучителна голема професионална модна куќа. Тука се Сага Бјути,
моите соработници долгогодишни кои што се погрижија исто така за мојот изглед и секогаш се присутни кога се во прашање моите јавни представувања. И на крајот би се заблагодарила на тимот музичари и мои колеги, соработници кои што се дел и од музичкиот продукт и од видеопродуктот. Би кажала сите оние кои што го изведуваат материјалот на своите музички инструменти и се задолжени за звукот, да целиот материјал звучи онака како што звучи. Благодарност до сите колеги што беа и дел од видеопродуктот. Ангел Ќосев неизбежно е да се спомене, кој што го сними целиот музички материјал и кој што е задолжен за би кажала посебноста и автентичноста на оно што е карактеристично за стилот кој што го изведувам јас, бидејќи веќе звукот кој што е препознатлив за мене, веќе во еден голем дел се крие или е заслужен Ангел Ќосев, бидејќи навистина професионално си ја завршува својата работа. Следејќи твојата кариера и следејќи ги твоите настапи, сум можела да воочам дека си голем перфекционист во работата и дали сега можеш да ми кажеш колку си задоволна од оваа видео приказна, колку испадна токму така како што очекуваш и посакуваше да изгледа? Може би повеќе од оно што очекував излезе. Да бидам многу искрена, јас дојдов како гостин во целата приказна, можем и така слободно да кажам, бидејќи целиот креатор и идејата до реализација беше на Маријан Андоновски, на мојот сопруг, со кој што заедно ги работиме сите проекти. Буквално тој ја осмисли, ја создаде идејата и до самиот крај, до финалниот продукт беше целосно ангажиран. Јас дојдов за да го изведам оној уметнички момент, да нели сето тоа изгледа и се донесе на сцена онака како што го замислувавме. Многу е лесно кога се работи со добар тим. Мојот најверен тимски играч и соучесник е мојот сопруг. Така што многу лесно може да се избалансираат сите работи, сите идеи да се земат во предвид и на крајот јас мислам дека и самата публика е сведок за тоа каков продукт ќе се роди. Едно големо браво за вас и сите комплименти за одлично завршената работа. Ти благодарам и за одвоеното време утринава гледачите на телевизија Алфа да имаат привилегија утринското кафе да го пијат гледајките и слушајките. Секако разговорот ќе го завршиме со убавите звуци на твојата видеоприказна за пеало Слави Пиле. Драго ми беше што утро во ете сум дел од програмата на Алфа телевизија и што премиерно ќе може да гледачите го проследат видеоматеријалот. Би ги поканила на мојот YouTube канал да можат целосно да го изгледат и да уживаат во оваа видеоприказна.